Почитувани, целта на оваа пресконференција е да обелодениме незаконско и непрофесионално работење на еден оддел во Министерството за внатрешни работи. До пред неколку месеци, пред одењето на пензија, на поранешниот помошник на министерот за внатрешна контрола, сметавме и мислевме дека овој оддел го допре од дното, дека нема подобро и полошо и дека секој се сопре со незаконското работење. Со поставувањето на позиција на сегашниот помошник на министерот за внатрешна контрола, каде ако не од Куманово, излезе дека со незаконското работење се може уште подобро и уште појако. Да ја запознаеме јавност дека СПМ како синдикат во ова негово владење поднесе неколку преставки со сомневање за незаконското работење на повисоки структури во МВР. Иако сметаме дека и знаеме дека ОВК КИПС е должна да врши контрола над работењето над сите работници, вклучувајќи ги тука началници и командири, со жалење можеме да констатираме дека тоа не е така. Она што сериозно како синдикат не загрижува и плаши е фактот и поставување на прашањето дали и оваа внатрешна контрола предводена од овој нов помошник за внатрешна ќе постои само за полицајци, водичи и сменоводители, а никако нема да постои за командири и началници. Иако на стартот се надевавме дека овој помошник ќе биде поразличен во овој поглед и ќе биде контрола за сите, а не механизам за пресметување на професионалци и неистомисленици. Се излажавме дека е така. Единствено во тој оддел прибра неколку слепи послушници кои на секаков незаконски начин им помага на злоупотребите на нашите. Сериозно да го прашаме овој помошник на внатрешна контрола дали смета дека во МВР постојат луѓе кои врска немаат со правилата и прописите, за да тој може да прави што сака и незаконски, непрофесионално да подпишува и праќа одговори. Го повикуваме министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да испита незаконската работа на овој помошник кој обработува за нечии интереси. Веќе од понеделник СПМ ќе ги оправда овие наводи и написмено. Од причини што овој помошник на министерот одамна изгуби смислата за негово работење и постапува незаконски кон повеќето предмети, бараме или негова оставка или негово разрешување. Нас во МВР не ни требаат лица кои ни ја брукаат службата. За таа цел бараме или внатрешната контрола да важи за сите, или уште од понеделник истата од систематизацијата да се укине и да не постои, бидејќи одамна причините за незиното постоење веќе немаат смисла. Внатрешна контрола за само тој што направил за социјалните мрежи, а не е наш, да го праќаме на дисциплинска, а да мижеме на вистинските сериозни повреди кои ги прават високи структури, нас не ни е потребно. Министре, вие сте на потек, проверете кого поставувате и изчистете си од навреме дворот за да не ве брукаат поединци. Благодарам.